Ово е манастирот Пресвета Богородица кај Велешко Раштани. Го изгради велешанецот Маријан Зафиров, кој раскажува дека му се сонило како токму на ова место треба да изгради комплекс манастири. Но само што ги удрил темелите, стигнала помош и од соседните села, во кои живеат муслимани. Доаѓа луѓе од Бузалково, ми донесоа помогна од албанците од Бузалково, ми донесоа песок, ми донесоа камења од што е џамијата, има останале камења, ме праша дали може да ти ги даеме тебе, камени, материјали за работа. Значи, ги земав тие, ги постигнав, ставиме темелите тука, сестото. Така случајно се спријателил со Неџмедин Ибраими. Тој минувајќи покрај манастирот сам се понудил да помогне во неговата изградба. Сега со уште 9 работници од неговата градежна фирма, иако не се христијани, секој момент кога немаат работа го користат за да помогнат на останатите манастири кои се во изградба. Го гледаме се труди човекот сам да е и са условно време кога имаме ќе фрлиме некака плочи, треба да чекаме 2 дена да се засуши тоа се. Доаѓаме тие 2 дена тука. Што можеме да изградиме за тие 2 дена, доградуваме, мислам, без никакви надогледи, иако што сепак Маријан не остава те за ручек, те за тоа си го спрема, па некој поклон е ова од црквата, од народ за народ. Одамна започнало пријателството меѓу Маријан и Неџмедин, кое трае се до денес. Веруваат во различен Бог, но тоа не им пречи меѓусебно да си помагаат, како и нивната помош несебично да ја делат и на останатите луѓе. Се трудам колку што можем и не можем, сите оние дарчиња кои што се поклонувале тука кон самиот манастир, кај што моментална ситуација не можам да ги искористам рационално во склоп на манастирот. Јас тие ги поклонувам на лица кои што се им е потребна таа помош, да можат да им помогнеме колку што можеме, без разлика што се они муслимани или без разлика што се бошнаци или било кој друг од друга вера. Името Господово каде што се спомнува не е битно дали е православно, дали е католичко, дали е муслиманско, дали е важно е Бог да се узвиши. Сега кој на кој свој начин како се го чувствува тоа е дали е манастир, дали е џамија, дали е текија, дали е било како, тоа не е важно да е Божја куќа, па сега се надеваат дека ќе бидат позитивен пример за луѓето кои живеат во земјава. Порачуваат да се почитуваат без разлика на верската и националната припадност, бидејќи само така ќе градат цврсти мостови на меѓусебно пријателство.